Почитувани гледачи, ви посакувам добре дојде во најновото издание на емисијата 24 за животот, трето во живо за оваа работна недела, со оглед на тоа дека целата недела ја посветивме, барем трите емисии кои што ги имавме во почетокот на ноември, се однесуваа на документите за јавни политики. Во понеделникот разговаравме токму по однос на здравствената заштита кога станува збор за притвореничките и затвореничките, односно оние кои што се жени во казнено-поправни установи и проблематиката околу нив. Дополнително во четвртокот, односно вчера, разговаравме за самохраните мајки кои што се жртви на мултиплицирано насилство и доста специфични теми, можеби малку потрауматични за разговор, но она што денеска како документ за јавна политика го разговараме не значи дека не е травматично, особено затоа што станува збор за образование кое доаѓа уште од најмалите возрасти кај нас во Република Македонија, а кои треба да ги донесат тие возрасти кога ќе пораснат и ќе станат двигатели на ова општество, да бидат барем родово сензитивни кога станува збор по однос на борбата за родова рамноправност или родова еднаквост или како сакате тоа наречете го, еднаквоста помеѓу мажите и жените. Каде е проблемот, зошто е проблемот и што токму се разговара по однос на ова, разговараме заедно со две од авторите, односно авторките. Ова е единствената група каде што имаше и едно машко. Александра Ничота, Билјана Костова, Даниела Велковска, Ивана Спасич, Светлана Мазгаловска-Вучетич и Снежана Орлович Стојановиќ се дел од авторките на тимот под менторство на Фердита Хаджијаха и Мери, заедно со уште еден кој е автор во случајот, тоа е Рубин Ризанковски. Во овој документ за граѓанско образование за родова рамноправност зборуваме за документ за јавна политика кој е во рамки на првиот форум за родова еднаквост 2016. Со нас во студиото Светлана Мазгаловска-Вучетич и Билјана Костова, со кои што ќе разговараме токму на оваа тема, на кој им посакувам добре дојде. Добар ден и од нас и благодарим на поканата. Како сте? Одлично. Да? Да. Таман сме денеска со оглед на тоа дека вам ви е патрон празник, па некако успеавме да се договориме за гостувањето. Нека ви е честит патрониот празник, професорке. Се надевам дека во текот на емисијата нема да ви запречи доколку завлезам во комуникација на ти. Нема проблем. Добро, договорено. Бидејќи доаѓаме од исто место, нема да ми смета особено мене. По локал патриотизам сигурно ќе се погодиме со вас, Светлана. Вака, од старт ајде да почнеме зошто се зафативте за тема која што се однесува на образованието. Прво ме интересира и што конкретно таму опфативте. Па при изборот на темите кои што требаше да бидат опфатени на првиот семинар за родова еднаквост во организација на Фондацијата Фридрих Хеберт и на Институтот Прогрес, ни се даде можност како учесници на конкурсот кој што ние нели сите овие кои што ги набројавте и другите две групи кои што ги споменавте, да дефинираме повеќе теми. Меѓу кои беа дефинирани социјалата, здравството, образованието и уште неколку теми. Меѓутоа ние како група се одлучивме од причини што и сами рековте на почеток, за да се биде родово сензитивен, треба да се биде од најрани нозе. И токму и таа беше причината, значи од каде доаѓа родовата сензитивност се почнува, од буквално речено од градинка, па преку образованието, па се до формирањето на една целосна или комплетна личност. И таа беше причината која ние како група, нели дел од нас, се најдовме во таа група да бидеме образование и да го обработиме учебникот граѓанско образование. Меѓутоа, сакам да искористам приликата и да го кажам она што беше двојба во нашата група, дали да почнеме од градинка, да се направи нели сензибилизација за родова еднаквост и родова рамноправност, или да почнеме од трето, четврто деление, кога се изучува предметот природа и општество или природни науки сега како што е. Да, сега се поинаку наречени. Поинаку за разлика од кога ние нели тоа го изучувавме. Меѓутоа, бидејќи градинките припаѓаат на Министерство за труд и социјала, образованието ни е под Министерство за образование, тука веќе доаѓаше до судир на институции, на одредени надлежности, на многу работи со кои што понатаму и кога го работевме овој проект додека дојдовме нели до финалниот документ, видовме дека навистина и ќе се судревме ако се одлучевме да ги работиме и во градинка и во образованието. И затоа при
подолга една пообсежна анализа на сите членови на групата, на нашата менторка. Некако се договоривме спонтано да тоа биде за учениците од 8 одделение, предметот граѓанско образование, од причина што тие ученици уште се формираат како личности, а веќе предметот социологија сметавме дека во втора година се работи за личности кои што се веќе формирани до некаде и оформени. И од тие причини и се одлучивме да биде промена на наставниот план и наставната програма по граѓанско образование во 8 одделение. Токму во изборот на учебникот, Билјана, зошто баш тој учебник конкретно го зафативте за истражување? Дали по учебниците кои што ги разгледувавте, токму во него најдовте неголема проблематика по однос на родовата сензитивност? Па во однос на она што се изучува во образованието пред се, значи тргнавме од тоа дека прв пат учениците се среќаваат со оваа тема во 7 одделение според старата програма или сега според новото 9-годишно образование во 8 одделение. Значи ние ги анализиравме темите и учебниците од повеќе аспекти и додавме до заклучок дека учебникот во граѓанско образование, односно граѓанско општество, за 7 одделение ги има оние теми кои што нас не интересираат, бидејќи сепак се работи за форум за родова равноправност, за родова еднаквост и за еднакви можности на мажите и жените. Разгледувајќи го учебникот, видовме, односно согледавме дека учебникот има, да кажеме, неколку пропусти, со оглед на тоа што е издаден многу одамна, некаде 2001 година. Значи, дури нема и година на издавање, меѓутоа, нели, во консултација со авторите на учебникот ги добивме овие информации и разгледувајќи го овој учебник кој што треба да представува, нели, прво осознавање на учениците со темата човекови права, и разгледавме убаво темата и дојдовме до неколку сознанија, односно заклучоци, а тоа е дека само една страничка или само една лекција за правата на жената од денешно време во 21. век е сосема недоволно. Ако ги погледнеме и сликите кои што, односно фотографиите, илустрациите кои што се во учебник, ќе видиме дека жената е овде представена како жена која што треба да биде домаќинка, која што треба да е постојано во делот на кујната, на семејството, дека таа може да речеме дека секој свој ден треба да го поминува исклучиво дома. Така, зборуваме за оваа фотографија. Да, за таа фотографија. Се покажува дека дури и да е во контакт со светот, со лаптоп, на лаптопот треба да го држи на местото каде што готви, каде што меша тестот. Точно така. И тоа е всушност Добро. Тоа е всушност и прва, колку што можете да забележите, фотографија веднаш до насловот на темата правата на жената. Тоа веднаш ни падна во очи и заклучивме всушност дека она што како перцепција учениците оваа возраст ќе го добијат е сосема погрешно. Тука станува збор за учениците и од машки и од женски пол, нели? Така што, разгледувајќи ја целата оваа лекција, само една во делот на човекови права, свативме дека е тоа многу оскудно, многу малку, дека е многу сиромашна целата оваа тема и на крајот на наредната страница има една реченица во која што се навредуваат женските права. Овде вели дека женските права, да, се посебни права и ова не беше една, да кажеме, иницијална, да речеме, една појдовна мисла од тоа дека женските права не може да бидат човек, односно посебни права. Тие се човекови права, нешто што е загарантирано со правата на Обединетите нации. Практично, да, нема да завлегувам во неписменоста на пишувањето на учебникот, со оглед на немањето никаква лектура, тоа страшно ме погодува, од типот на одвојување на малтретирај те и спојување на се уште, но нема врска. Затоа нема да зборуваме. Практично со ова што е женските права се посебни права, џабе вие може да зборувате за што и да е, за тоа за што се борела жената низ историјата, какви права уважила, онакви права какви што иследуваат по самиот момент дека е човек пред се, со ова се издвојуваат жените дека тие треба да имаат некаква посебност и дека тие не се луѓе.
да речеме, барем јас тоа така го согледувам, дека видите, ако имате универзална декларација за човекови права, Точно. овде велите дека жените имаат посебни права, малку е морничаво. Да, ние од авторката, една од авторките на овој учебник, значи ни беше објаснето како е изготвен учебникот, дека сето тоа било во најкраток можен рок, па можеби затоа и не е баш соодветен учебникот за овој предмет. Меѓутоа, поминати се 20 години од тогаш и мислиме дека е веќе на вистина крајно време да се смени комплетно овој учебник, ако ништо друго, барем да се смени делот за родовата еднаквост, односно да се воведе тема родова рамноправност и да ги засега, значи, оние поими кои што се важни за да се изградат ставовите на младите луѓе во 21. век. Инаку таа реченица дека женските права се посебни права има своји корени. Не е тоа, мислам, туку така напишано. Сепак има некои конвенции, некои да кажеме рамки во кои што женските права се ставени како дел од, мислам, како заштитени нели човекови, односно женски права. Меѓутоа, според напредокот нели на оваа наша тема, според напредокот на темата родова рамноправност, веќе е усвоено дека сите луѓе се еднакви без разлика на пол, на боја, на националност, на вера и така натаму. Така што ова не понесе од тоа дека учебникот треба да добие една нова тема, значи една комплетна содржина во себе, односно да се смени наставната програма за предметот граѓанско образование во 8 одделение, да бидат внесени многу повеќе содржини за да можат учениците нели да изградат свои ставови кои што ќе им користат понатаму во животот. Какви ставови би граделе учениците врз основа на овој учебник? Па морам да бидам искрена дека многу погрешни ставови би граделе, особено што има уште една реченица која што вика остварена или успешна жена во исто ова поглавје е онаа жена која се остварила како мајка. Што е според мене многу деградирачки и дискриминирачки во тој поглед и од самиот податок, како што кажа Билјана, дека темата е многу оскудна и мала, премалку е и не постои, например, оние основни дистинкции, што е род, што е пол, родова еднаквост, родова рамноправност. Тоа се оние основни работи кои што младите луѓе во текот на своето образование треба да ги стекнат, треба да ги добијат, за да можат да се сензибилизираат родово. И затоа ваквиот учебник со една ваква мала тема не нуди можност за родова сензибилизација. После дефинирањето на проблемот кој што го направивме, се направи еден приод, нели едно испитување анализа како да се понуди нели решение соодветно за да се промени наставниот план или наставната програма. Она што и Билјана го спомна, учебникот е издаден некаде, мислам, Билјана 2001. Меѓутоа, официјално интересно што на учебникот не постои годината на издавање, са дали од брзина или од што. Има на реиздавање година 2009 во каталогизација и публикација, но тоа е реиздаваштво. Реиздаваштво. Според законските прописи, секој 5 години се предвидува промена на 30% од содржината на учебникот. Бидејќи се очекува дека напредуваме како општество барем. Па би требало, валја, така мислиме дека Добро, да, би требало да не биде. Логичко и следствено на случувањата и на нештата, нели? Нели велиме се усогласуваме со Европа. Меѓутоа мене со овој учебник не ми изгледа дека ние се усогласуваме баш во ништо со Европската директива во делот на родовата еднаквост. И токму од тие причини и од таа промена која што не е направена не повеќе од 5 години, него повеќе од 15 години, сметаме да ја направивме ова иницијатива за промена на наставниот план и наставната содржина на овој учебник, кој што порано беше за 7, меѓутоа сега за 8 одделение. Така. И сега во тој дел имавме размислување како група, какви нели анкети да направиме, анализи, бидејќи се работеше и за еден интензивен период од годишни одмори, еден период кој што не беше толку, да речам,
обсежен и долг да може да се прават нели тие работи, меѓутоа сепак направивме кратки анализи кои се од кадри предаваат по граѓанско образование, па по предметот социологија, каква е нели бројната состојба на учениците во 8 одделение, во 2 година во средното образование. Потоа се направи, сето тоа беа, морам да кажам, интерни анкети, кои што ги спроведувавме со јавување по средните училишта, со одредени нели инспектори кои што работат во образованието во општините, потоа со учениците непосредни контакти, за да можеме да дојдеме до одредени податоци кои би ни помогнале за да понудиме одредени решенија. Добро. Ќе направиме пауза за реклами во овој дел од емисијата, па ќе се вратиме во студиото да доразговараме. Пробајте ги новите победнички вкусови од Алпско млеко, домашно кисело млеко и павлака. Со љубов од Алпско млеко. Кому би му ги довериле своите очи? На најискусните, најнапредните, најголемите. Систина офталмологија, дел од групацијата Светлост Загреб. Најдоброто за вашите очи. Блокмакс, ефикасен при различни типови болка. А сега, достапен и во форма на гел за локална употреба. Пред употреба внимателно да се прочете упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. vesti.mk. Информација сега. На теренот на фактите. Телевизија од доверба 24 вести. Партиите ги доставуваат конечните изборни листи. Досегашните решенија отворија широка дебата во општеството за идеологијата, моралот и етиката во политиката. Победували често прагматичноста пред принципите. Вечерва се дебатира со универзитетските професори Ристо Солунчев, професорката Маја Стевановиќ и професорот Трајче Стојанов. Гледајте анализа на 24 во 21 часот со Сејат Ризвановиќ. Ако не ви дадеме малку чувство да видите како изгледаме додека течат рекламите на екран, да не видите овде како си разговараме, тогаш не е добро. Така што имавте можност да погледнете дека си разговаравме за камерите, бидејќи секогаш со гостите го правиме истиот муабет, велат од каде се снимаме. И јас велам, ова се робот камери и ние немаме стандардни камери како другите телевизии, затоа изгледа како да нема никој. И затоа веројатно и моите гости најпријатно се чувствуваат. Во документот кој што го имате за јавната политика на првиот форум за родова еднаквост, а денеска зборуваме за граѓанско образование за родова равноправност, конкретно за учебникот за граѓанско образование за 8 одделение. Така, за 8 одделение. Предходно за 7, сега во 9-толетката за 8, да. Вели, учебникот за овој предмет прави дистинкција и доделува машки и женски улоги, занимања, професии, спортски дисциплини, врши поделба на активности на машки и женски ликови, момчиња, девојчиња и така натаму.
И покрај бројното реферирање на машки ликови од општественото значење и бројни примери со измислени машки ликови, измислените женски ликови на значајна функција се многу поретки. За разлика од машките ликови, женските се прикажани како неснаодливи, неинформирани, жртви на малтретирање, безидејни и неамбициозни. Исто така постои силно представување на жените во корелација со нивни обврски поврзани со домот и домаќинството. Ваквото прикажување на машки и женски улоги е штетно како за ученичките, така и за учениците, бидејќи ученичките се наведени да мислат дека тие мора да се поедноставни во нивната улога, да бидат вредни домакинки, сопруги, добри мајки и слично, додека пак учениците секогаш мора да се најдобри во тоа што го работат. Јас ќе морам вака лично да ве прашам искрено, бидејќи сте жени кои што оствариле своевидна политичка кариера, во случајот кај Светлана, професорска кариера во случајот кај вас, и морам да ве прашам дали се чувствувате како неуспешни мајки и домакинки, со оглед на тоа дека сте се посветиле на кариерата. Па јас можам да кажам дека освен што нели изгради... Иронично ве прашувам, само да знаете да не... Не можам да кажам дека не се чувствувам како успешна мајка, бидејќи бев пратеник во Собранието на Република Македонија. 10 години и повеќе сум културен работник. Си ги завршувам своите работни обврски, во исто време сум и добра мајка и добра сопруга. Не ме спречува, значи да имам, ако работам, ако имам нели како и мојот сопруг, ако тој работи и јас работам, значи имаме подеднакво време за да посветиме внимание еден на друг и на семејството. Не значи ако се предадете малку повеќе, например, на кариерата, дека ќе ги запоставите своите деца или своето семејство. Дури можам да кажам дека еве и Билјана е дел од групата. Мојот син учествуваше, еден од синовите, во работата на форумот заедно со нас. Да може фотографии да погледнеме од форумот и од тоа како изгледаат тие средби. Средбите кои што се одвиваа во 4 модули. Секогаш наоѓам време не само за да посветам нели слободно време на децата и на сопругот, најдувам време дури и да сготвам и да направам нешто што го прават сите жени. Не гледам... Со лаптопот на шпоред. Не со телефонот до шпоред, лаптопот не е потребен. Режија имаме фотографии и инсерти кои може да ги емитувате додека разговараме. Може да кажам дека е многу погрешна перцепцијата. Јас лично не се чувствувам нели неуспешна, а со тоа што сум и со политичка кариера и со долгогодишна кариера како културен работник, со тоа што сум прилично активна и на општествено поле во различни сегменти од општеството, и најдувам време да имам нели време за работа со децата во училиште, со нивните училишни обврски, па дури и да излегувам со нив, да се дружам со нив, да направиме одредени нели работи што ги прават сите жени дома. Билјана? Па може да кажеме дека сме на иста линија со Светле, бидејќи и двете сме, да кажеме, од едно исто заедничко обкружување. Инаку јас имам политичка кариера долга, можеби не знае Огнен, но бев советник во општина Карпаш, бил минатиот мандат. Еве и професор по македонски јазик и литература, гимназија Никола Карев, долгогодишен волонтер. По доаѓа да се врзам за кога станува збор за професори по македонски јазик, автоматски тоа ми доаѓа по природно да го кренам на пиедестал. Добро, тоа е сепак најважно, се разбира. Долгогодишен волонтер на Црвениот крст, така што може да кажам дека на многу полиња сум ангажирана, и едно што можам да кажем е дека ако жената сака да успее во општеството, ако сака да има успешна кариера, тоа може да го направи, затоа што се успева ако се сака, дели? Нема пречка тука. Заборави уште една улога да си додаде, дека е остварена и како баба. Така да, тоа не им одговара, нели, на жените, ама јас мислам дека... Значи, по патриархалните стандарди во Македонија и неуспешна баба. Не, успешна во случајот. Не, по патриархалните стандарди, зборувам според учебников, реално. Затоа реков иронично го поставувам прашањето, со оглед на тоа дека муабетот ми беше, прикажувајќи го она што вие го имате сработено зад себе си, а истовремено сте успешни и приватно дома, и патем сте поставиле, нели, и заеднички корелации со сопругот, со спротивниот пол, дека сите имаат еднаква улога. Така. Се согласуваме. Тоа е важното. Тоа е најважното, да. И во Европа, не само кај нас, борбата е за балансирање на професионалниот и на личниот живот на жената. Така е. Особено кога ќе погледнете европратенички кои излегуваат на говорница, држат говор, истовремено си го дојат бебето. Тоа е
Веќе гледате ситуација каде што на жената и се овозможува секој право и никој не ја дискриминира. Нити па ја гледа како да е падната од Марс или чудно да ја гледа. Тоа веќе не разговараме. Кога сме веќе кај политика, пратеници и слично, разгледувавте ли нешто околу квотите, да речеме, околу родовата рамноправност, поставеноста на жената во политиката и слично? Да, па тоа ни беше всушност една основна појдовна точка, да кажеме. Согледувајќи ги сите, да кажеме, состојби во нашето општество и поаѓајќи од тоа колку малку жени има на раководни функции, колку малку жени има на министерски места или на градоначалнички места, може да кажеме дека сме на една... На градоначалнички места сме најслаби на градоначалнички, да, од 81 општини имаме само 4 жени градоначалнички. Мислам дека се 2 министерски места и 70 некаде сме на 73-то место според родовиот јас во Европа, ако не и во светот. Паднавме од 36-то место во 2006 година, веќе сме на 73-то. Тоа значи дека жената сосема го губи своето заслужено место во ова општество, станува роб на ова што е во овој учебник и ние мораме со сите сили да се бориме да го смениме тоа. Од, како што и размислувавме ние всушност, од градинките, значи од првите чекори на малите деца во установите каде што се учи, каде што се образува и се воспитува, па се нели до крајните инстанции, тоа се нели универзитетите, институциите и слично. Да. Што е оно што би требало да се преземе како иден чекор, бидејќи некаде сме при крајот на емисијата, таман со тоа да затвориме? Така, би сакале точно и представувајќи го овој документ, да кажеме и кои ни се можни приоди кон решение или алтернативи кои што ние ги нудиме. Постојат 3 можни алтернативи. Таа едната е да се задржи сегашната состојба, што во никој случај не би одговарала. Втора алтернатива ни е да се промени учебникот по граѓанско образование, нели, во 8 одделение, и трета алтернатива или втора алтернатива ни беше промена на учебникот по социологија. Зошто се одлучивме за промена на учебникот, нели, на наставната програма и содржина по граѓанско образование за 8 одделение од 3 аспекти. Прво ради возраста на учениците, бидејќи малку се помали и уште имаат простор за изградување како личности, за разлика, нели, од учениците во средното образование кога се веќе на 16-17 години. Другата причина е што бројот на учениците во основното е поголем отколку бројот на учениците во средното. При тоа податоци користевме од Завод за статистика, од официјални документи кои што ги издава, нели, Заводот за статистика. И тој број на учениците во 8 одделение е поголем. И друга причина ни беше тоа што содржината на учебникот, како што и претходно кажав, не е именувана од кога е издаден учебникот. И тие деградирачки реченици не само во областа, нели, на човековите права, каде што се опфаќаат и женските права, туку и во другите делови ги има. И затоа направивме препораки во заклучоците со кои препорачуваме до Бирото за развој. Значи, правени се одредени анализи за недостатокот на овој учебник, да се земат прво во предвид. Второ, да се направи една група која што ќе опфаќа, нели, не само луѓе од Бирото за развој, туку и експерти од областа на родовите студии, како и луѓе од пракса, кои што ќе можат да помогнат во собирање, нели, материјали во целата таа процедура на издавање на учебникот. Препораки до Министерството за образование да издаде нов учебник, потоа да спроведе обуки за да што повеќе се сензибилизираат наставниците кои што ги држат предавањата по граѓанско образование. Препорака до наставниците да користат надгледни средства, да ги направат пред се нивните часови поприфатливи, попристапни за учениците, на тој начин што ќе имаат повеќе интерактивна настава, што ќе контактираат со невладини организации кои што се занимаваат со родовата еднаквост, со родовата рамноправност, со посета на одредени институции, значи што повеќе практични примери за да можат учениците, интерактивно, и она како што и во нашите презентации кои што ги правевме, нели, на сите овие документи за јавни политики, да училиштето биде дел каде што децата ќе стекнуваат практични знаења. Не само да им ги наполниме главите, нели, сега ги учиме, им ставиме се и се што,
него да им дадеме практични знаења, практично да знаат што е род, што е пол, што е родова еднаквост, што е родова рамноправност, она што е основно за да бидат родово сензитивни. Билјана, да додадете нешто и потоа да завршиме. Еве сега додека говореше Светле, се сетив на една интересна случка додека бев на едно службено патување во Англија. Например, таму нема поделба на боите на машки и женски, како например кај нас. Нели, кога ќе се роди, да кажеме, бебе, ако е женско, му се купува розова облека и слично, за машко тоа е сина или зелена, а во светот веќе тоа е сосема елиминирано. Значи се неутрализираат овие нешта со цел да луѓето се чувствуваат, се извинувам, децата веќе од мали се чувствуваат еднакви и да не се поларизираат нештата, нели, на машки и на женски. Оти така, поларизирајќи ги уште од мали, всушност така и растат тие со тие размислувања. Да, јас сум машко, нели, јас морам да бидам Супермен или Бетмен, а ти мораш да играш со куклички, да имаат розова облека и слично. Така што тие нешта ќе мора да ги правиме систематски во општеството, да ги промениме за да не биде, нели, модерно општеството и да напредуваме чекор по чекор заедно со Европа. Јас ви благодарам за гостувањето, за издвоеното време што дојдовте во студиото и ни го презентиравте она што сте го сработиле по однос на документот за јавна политика за граѓанско образование за родова рамноправност. И се надевам дека ќе успеете во намислада која што ја имате и поддршка. Па се надеваме и ние дека ќе успееме. Ви благодариме што ни обезбедивте простор во вашата емисија. Тоа е за нас уште една отскочна скала. Би сакале да имаме многу повеќе места, како овде кај вас во вашата емисија, да може да се промовира овој документ, бидејќи самиот интерес кој што на презентацијата предизвикаа документите, особено едниот документ, покажа всушност колку сме ние родово сензитивни, односно несензитивни. Благодарам. Да, и би сакала еден апел до институциите малку посериозно да се занимаваат со овој проблем, односно со промената не само на овој учебник, туку и на сите други учебници. Значи, треба една целосна реформа во нашето образование. Ви благодарам за гостувањето. И не на вас. Благодарим и ние. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието. Останете со 24 вести телевизија во продолжение. Нема да ви кажам некоја завршна реченица по однос на денешнава тема од емисијата, бидејќи знаете дека многу пати сум го искажал своето мислење по однос на родовата рамноправност. Факт е дека за тоа треба да работиме и да бидеме еднакви. Јас не знам каде е тука проблемот што некои луѓе тоа не го сваќаат. Пријатно.